Органодарителството е нешто што треба да се поддржи, тоа е култура на живење, порача познатиот македонски кардиохирург Жан Митрев на трибината за подигање на свеста за органодарителството, која се одржа во Штип. Болницата на Жан Митрев е една од првите болници каде што се вградуваат вештачки срца на пациенти. Имаме ние пациенти кои се веќе 7 година кои живеат со вештачко срце и тоа е нешто што од една страна малте нема ни во светски рамки толку долго што живеат на вештачко срце, меѓутоа ако живеат уште 3 години, значи тоа е отприлика средното очекувано време на преживување кај трансплантација, што е, да речеме, од една страна добро. Меѓутоа, квалитетот на живот на тие пациенти е ограничен, затоа што се поврзани со тие батерии, надворешни кабли и сето тоа, секако, поготово кога се млади луѓе во прашање, а зборуваме баш за такви пациенти. Првиот таков пациент кој го опериравме пред скоро 7 години беше тогаш околу 24 години стар. Значи не се работи за пациенти кои се на крајот на својот живот, па нели нешто да и се помогне. Така да органодарителството е нешто што треба да се поддржи. Тоа е, да кажам, и култура на живење. Тоа е сознание за дека може да се помогне на различен начин и е една суптилна тема која и како бара во јавноста посебен третман. На националната листа за чекање на органи и ткива во моментот 30 пациенти чекаат за трансплантација на срце, 15 на црн дроб и 160 пациенти на бубрек. Националната координаторка за трансплантација вели важно е да се работи за подигање на свеста на граѓаните за овој хуман чин, бидејќи трансплантацијата спасува живот, но и го подобрува квалитетот на животот. Минатата недела имавме серија на успешни очни трансплантации, 16 трансплантации, во кои што се трансплантира корнеи од кај пациенти на возраст од 13 до 80 години. Значи, трансплантацијата покрај тоа што спасува животи и подобрува квалитет на живот, лекува од слепило, ослободува луѓе од диализа. По однос на активностите, нашите координатори болнички се постојано активни, обработуваме потенцијални донори. Токму затоа ги правиме овие трибини, овие карвани, значи кои што се заедничка активност граѓанска и институционална. Представниците на верските заедници сметаат дека органодарителството е хуман чин, во кој тие препознаваат дело на љубов и надеж. Бидејќи црквата го благословува и ја поддржува медицината, се со цел за продолжување на здравјето на луѓето, па така и ова револуционерна, што рековте, овој настан и овие нели нови во медицината доловувања, црквата ги благословува, но под услов да биде сето тоа со знаење на донаторот, со одобрување и на оној што дава и на оној што прива и на оној што ќе донира орган или како и да му се објасни кој ќе биде ризикот пак по неговиот живот, бидејќи не смееме да загрозиме еден живот за да спасиме друг. Исто тоа треба да биде со одобрување и знаење на семејството, ако нели после смртта на пациентот може да се донираат органи, да. Црквата не го благословува во никој случај тргувањето со органи. Белешанецот Илчо Гиевски ја донел најважната одлука во својот живот. Донирал дел од својот црн дроб за да ја спаси својата ќеркичка, кога имала само 9 месеци. Со органодарителството и дал шанса за живот. А пак Ирена Ралева Најдевска е сопруга на пациент кој 7 години живее со вештачко срце и 5 години е на листата за трансплантација на срце.
Гледајќи го моето дете, јас гледам борец, пошто реално таа трансплантација не е само една обична процедура медицинска, туку тоа е давање на втора шанса за живот. Една порака до сите, ако не дај Боже се најдат во ситуација да треба да одлучат да донираат орган од свој близок починат човек, да не го попречуваат процесот, затоа што еден донор може да спаси 8 човечки животи. Ова се примери на семејства кои живеат во постојана битка за живот, а заеднички сакаат да ја подигнат свеста на граѓаните за органодарителството.